културното наследство. Добар ден и добре ни дојде. Добре ни дојдовте и Христос воскресе, нека за многу години празникот. Навистина воскресе на вас и на сите ваши гледачи. Многу се радувам што во овие празнични денови ќе говориме за нешто што е се уште присутно, тоа е традицијата и културното наследство. А мора да зборуваме за тоа доколку сакаме нели да го заштитиме и да го чуваме и да го пренесеме на генерациите кои што ни доаѓаат. Кога сме кај обичаите за Великден, некако секоја куќа си има нешто свое, нешто практикува, нешто не. Што е она што е правилно или неправилно, или дали тоа е терминологијата која што треба да се користи кога станува збор за овој празник? Одлично прашање за почетокот на разговорот, затоа што денес во јавниот дискурс со постоењето на социјалните мрежи, со се повеќе споделувањето на она што го практикуваат луѓето во целата држава Македонија, се повеќе се поставува прашањето што е исправно, што не. Дозволете ми на самиот почеток низ еден научен аспект да забележам дека кон крај на 19-тиот век во Македонија имало преку 40 различни етнички предели. Значи тоа станува збор за истото население македонско, но во едни затворени селски средини создале различни типови на носија, на традиционално пеење, играње, но и на различни обичаи. Сега веќе во градот Скопје со доаѓањето на луѓе од различни делови на Македонија се создава една кохезија помеѓу сите тие различни обичаи. Многу често се поставува тоа прашање, но во суштина научниот вистинскиот одговор е да знаеме дека македонското културно наследство не е едноставно, туку има различни типови на традиции кои што се практикувале и секој е обележен за засебен дел од Македонија. Што покажуваат вашите искуства од истражувањата на терен од работењето? Колку денеска ги практикуваме и колку ни се мешаат влијанијата од новото модерното време? Кога станува збор за празникот Великден, мора да знаеме дека на самиот почеток може да го поделиме на два аспекти, а тоа е религискиот аспект и сепак да го знаеме оној општиот народен аспект. Доколку ги разгледаме обредите и обичаите низ научниот аспект, ќе видиме дека во нив се напластени различни рудименти, од прехристијанските обичаи, христијанството и веќе некои современи форми. И тука повторно не можеме да избегаме и од едната и од другата форма. Кога е во прашање Великден, неделата пред празнувањето на Великден сепак е посветена многу повеќе кон христијанството, кон постот. Веќе со доаѓањето на Великден ќе видиме различни обичаи кои што припаѓаат и на предхристијанските форми. Многу е важно дека празникот Великден припаѓа на пролетниот обреден циклус. Зошто е тоа важно? Затоа што доколку го имаме зимскиот обреден циклус, каде што човековата активност се сведена на минимум, веќе со доаѓањето на пролета, со будењето на самата природа се буди човековата активност севкупна и обредната активност. Па токму така ќе видиме повеќе обичаи за празникот Великден, кои што во себе носа, пак ја кажам, и предхристијански сегменти, а тоа се вегетабилните форми, односно славењето на повторното будење на природата. Оно што ме интересира е кога станува збор за црвеното јајце, ги краси нашите домови, стануваме во четврток наутро пред да изгрее сонцето да ги вапцаме црвено јајцето. Некако е нешто што децата ги радува, возрастните ги радува, тоа е среќата во домот. Што е символиката? Што се крие за тоа посебно црвено јајце и дали е вистина дека првото јајце што ќе се измасти во четврток треба да се чува цела година? Одлично се подготвиле за разговорот, затоа што навистина ова се факти кои што доаѓаат од традицијата. Мора да знаеме дека на првото великденско јајце, да кажеме во околината на Скопје познато како првакот, му се припишуваат едни магиски надприродни моки. Во суштина ќе видиме рудименти и денес во 21 век. Се уште во домовите на семејствата првото или првите 3 великденски јајца најчесто се чуваат пред икона, но да се вратиме сега во крајот на 19-тиот век. Првото великденско јајце во текот на годината се чувало доколку некој во семејството се разболи, на делови од телото, поготово на лицето, се допирало со првото великденско јајце со цел човекот да оздрави, но на великденското јајце му се припишувале уште поголеми моки во околината на Гевгелија, во етничкиот предел Бојмија, кога ќе се појават градоносни облаци, односно кога се појавува невреме, домакинката излегува и многу интересна една символика, застанува на куќниот праг, го држи првото великденско јајце, изговарајќи една магиска формула, повикува да се подобри времето. Токму значи од тука може да заклучиме дека првото великденско јајце се чува во текот на целата година и му се припишуваат магиски моки. Што е многу важно, што би сакал да забележам, дека во едисувањето на јајцето не е типично само за Великден, многу се поврзува и со Ѓурѓов ден, сега зборам во 19-тиот век. Ќе видиме дека доколку празниците се блиску еден до друг, првото великденско јајце се става во вода и целото семејство измива својата глава и својата коса на празникот Ѓурѓов ден, повторно со пожелби за здравје и среќа. Значи ќе видиме дека црвеното, односно првото јајце, првокот има централно место во традицијата поврзана со Великден. Токму така, инаку кога станува збор за таа магиска моќ или верувањето и во Струмица истиот принцип и делови
Навистина? А делува, ма заедно со јајцето се фрла и се става и Здраво. маша со кое што се нели прете пепелта во Токму така, кон крајот на 19 век мора да знаеме дека луѓето многу силно верувале во моќта на она што го правеле. Пред се од нивните желби за здравје и благосостојба во текот на годината и тогаш сите обреди кои што ги изведувале во насока, во вистинска верба во тоа кое што го правеле. Во Куманово, например, имаме еден обичај секогаш да се бањаме со црвеното јајце и дека мора да користиме и здравец и особено малите дечиња, нели црвено-бело здраво, црвено-бело здраво. Користењето пракса во цела држава. Токму така, користењето на вегетабилните форми ќе се навратам на почетокот на мојот разговор, дека сега се наоѓаме во пролетниот обреден циклус и ќе видиме дека во суштини на празникот Великден, особено на празникот Ѓурѓевден, се застапени таквите вегетабилни форми. Луѓето многу често ги аплицираат и на сопственото тело со желби за здравје, среќа и благосостојба и токму од тука доаѓа и фактот на бањањето со здравец или и користењето на здравец и великденско јајце. Но кога сме веќе кај великденските јајца, би сакал да продискутираме околу боедисувањето на великденските јајца, нешто што многу го истражува во периодот кој што измина, доколку сега со популаризацијата на социјалните мрежи гледаме различни типови на боедисување на јајца, мора да знаеме дека во 19 век тоа било исклучиво со природни материјали. Зошто е тоа важно? Затоа што од една страна се почесто говориме за заштита на животната средина, а во 19 век тоа на користење на природни материјали во боедисувањето на јајцата и многу интересно и во самото украсување на великденските јајца. Колку, јас пак ќе прашам, факт е дека се држиме колку што можеме до основата, до традицијата, ама колку ги споменавте неколку пати социјалните мрежи и факт е дека сме под големо влијание на нив и на сето тоа што се случува, ама колку благодарени на нив може да се избегне од она основната форма, иако нели мора да разграничиме што значи црковни обичаи, што е народните верувања, дека тие се тесно поврзани, ама немаат врска едно со друго. Константно во текот на разговор спомнам таа научна призма, затоа што е важно така да ги дефинираме нештата и на таков начин многу посоодветно ќе ги применуваме. Мора да знаеме дека традицијата е нешто што се пренесувало по усмен пат од колено на колено. Тоа не е нешто што се донело со закон од денес, па токму затоа не може да говориме за едни строги утврдени правила, туку може да говориме по една помешаност помеѓу минатото, сегашноста, христијанството и предхристијанските сегменти. А да одговорам на прашањето во однос на социјалните мрежи, дозволете ми да кажам дека како активист за културното наследство, сликата во последните 10 години тоа како е променета во однос на третирањето на културното наследство. Вашата емисија во суштина е доказ за променитите текови во третирањето на културното наследство, затоа што со достапноста на информациите треба многу почесто да се пласираат на социјалните мрежи и многу важно да се посвети внимание на младата публика, затоа што сепак таа е таа која што има наплив на различни информации од социјалните мрежи и многу важно ние не можеме да станеме индиферентни на новите текови и трендови во однос на современото живење, но она што ние може да го направиме да понудиме платформи на кои што ќе го популаризираме нашето културно наследство и ќе го направиме достапно за младата публика онака како што таа треба и сака да го види, а не онака како што ние сакаме во едни стереотипни форми да го прикажуваме. Ама и многу е битно да ги користиме искуствата и информациите од луѓето како вас кои што работат на терен, ја познаваат таа проблематика, за да може нели да продолжиме понатаму, за да не преминеме во некоја друга граница. Благодарам на констатацијата. Науката е многу важен сегмент затоа што љубовта која што ја гајме према културното наследство и традицијата е несомнено многу важна, но научната подлога на сето тоа е исто така важна затоа што само така ќе може да видиме кои се постарите форми, кои се современите текови и како понатаму да го движиме културното наследство, затоа што дозволете ми кажам дека менаџментот на културното наследство е една нова тема која што е многу популарна во светот, во Европа и во светот, и таа е тема која што го води културното наследство, ги прикажува старите форми, ги прикажува новите уметнички форми и потоа ги става сите на едно значајно ниво. Кога би можеле да ги земеме старите форми на празнување на празникот Великден и новите форми кои што денеска ги има и се популаризирани кај нас во општеството, која е паралелата која што би можеле да ја поврземе на онаа традиција која што се испреплетува и ги поврзува минатото и сегашноста и е како некој вид на огледало? Тоа е социјалниот аспект на овие празници и едно групно прославување на овие обреди. Многу е важно да кажам сега низ аспектот на етнокорологијата на традиционалната игра може да видиме дека кога е во прашање Великден не се создале традиционални игри кои што се поврзани со црквата, туку многу се повеќе со социјален карактер.
Тој социјален карактер ние ќе го видиме и денес затоа што се уште се собираме во црквите, потоа се прават семени ручеци, повторно едно заедништво се покажува во однос на празникот Великден, но во крајот на 19-тиот век постоело, ако прашуваме за една постара традиција, многу интересна форма би сакал да ја напомнам, тоа е песната Леле леле ден Великден, во која што се продолжува кога дојде, кога пројде, што не беше за недела, туку пројде за 3 дена. Што сакам да кажам со овие стихови, дека Великден зема централно место во човековиот живот и ми е важно зашто прославувањето трае оноку кратко, а не трае малку подолго. И многу интересно во етничкиот предел Порече за празникот Великден се формира играта Вили самовили. Зошто е интересна оваа игра? Затоа што тука ќе видиме еден христијански момент, играта од социјален карактер, тие пеат и се движат во просторот, но формирајќи една многу интересна форма на крст. Повторно ќе видиме, значи измешани предхристијански сегменти, зашто текстот на песната не е поврзан со конкретниот празник, но ќе видиме една символика во играта која што е поврзана со христијанството, тоа е формирањето на крст во текот на играта. Темата е и интересна и обширна, ама да оставиме простор, Бојан да не доаѓа почесто, ако не повеќе, барем еве вака за убавите, за големите празници и да дадеме на тој начин и ние наш придонес кон чувањето на нашето богато културно наследство. Ви благодарам многу и мора да знаеме дека сите заедно мора да делуваме во однос на културното наследство. Тоа е системот алке помеѓу сите нас, помладите, постарите, медиумите, социјалните мрежи и токму се на ваква заедничка соработа верувам дека придонесуваме во заштита на она што е во најмала рака многу важно нешто за нашата земја. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш што на овој голем ден дојде со нас и ја сподели оваа прекрасна приказна би рекла за нашата убава традиција. Благодарам. Благодарам. Благодариме многу, а сега е време да продолжиме понатаму со